Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Добре дојдовте во уште едно издание на утринското еспресо на добро познатата фреквенција 98,1 и сите вие кои не следите онлайн. Корупцијата е една од најважните теми во нашето општество, затоа што по сите меѓународни извештаи, по сите домашни извештаи, токму таа е најголемата рана. Токму затоа од новата влада се очекува резултати во делот на борбата против организираниот криминал, борбата против корупцијата. Почне една акција. Ово утро ководител ми е Драган Милосављевиќ. Добро утро. Драган, ти подобро ги следиш овие работиве со акцијата од мене, морам да признам. Веќе имаш направено една или две анализи, јас ова ми е сефте. Да. Да ти кажам искрено, многу недоречености има, многу нејасни работи, што веројатно е природно со оглед на тоа дека истрагата практично трае. И биде многу интересно да видиме докаде ќе оди она што е засега познато. Тоа се разбира дека лицето Ристо Крмзов е главниот засега во целата приказна. Се работи за затајување на данок, се работи за износи код кои што боли глава, сега спомнуваат околу 10 милиони евра, меѓутоа оние што разбираат велат дека по прашање се многу повеќе и оно што е интересно, таа акција би можела да доведе и до некои политички капиталци, барем од минатото, што влијае во најмала рака оние кои го воделе УЈП во најширока форма, може би тие кои ја воделе државата. Токму затоа ово утро наш гостин е пензионираниот полициски началник Љубомир Ѓурчевски. Ѓурчевски, новата влада е скоро 3 месеци, ако не се лажам. Дали овој период е доволен за да се водат вакви истраги и најбрзо кога може да очекуваме и нови вакви случаи, расветлување дополнително нови случаи и така натаму, затоа што сепак при истрагите, особено за вака комплексни теми, за економски, за финансиски криминал, потребно е време. Вака, значи, ние сме сега се уште во една состојба кога новата влада се уште прибират основни податоци за отпочнување на предистраги, не на истраги, на предистраги, кои што предистраги треба да прибера доволно основи на сомненија дека се сторени некои кривични дела врз основа на кои што ќе биде информирано јавното обвинителство за да отпочнат званично, за да отпочнат истрагите. Зборувам во кои што на врво ќе застаните обвинителот и тој ќе ги покриват сите истражни органи со одветни судски наредби и така натака, со одветни инструкции каде што и како. По однос на ова што рековне во најавата за лицето Ристо Крмзов и тој вид на организиран криминал каде што... Може ли да ни го објасните? Пластично на слушателите, затоа што сите ние слушаме, но деталите некако не ги разбираме. Таму има некои пари, некои диаманти, некој поврат на ДДВ. Значи, што се случувало и како изгледа тоа? Во основа, значи, сите тие действија кои што представуваат сторување на кривични дела и остварување на приходи од кривични дела во основа завршуваат како сублимирано кривично дело перење пари. Што станува збор во конкретниот случај? Ние имаме една состојба каде што низ градежниството и останатите гранки, јас посебно ќе спомнам после во објаснување во царинската управа и начинот на царинење и зошто сега владата излезе со податок, односно царинската управа, дека наплатата на царините за разлика од периодот на претходната царинска управа се зголемени за 15 пати. Ако едно возило со збирен текстил е царинето на 1500 евра, сега се царини, значи редовно, затоа што текстилот таму во Струмица се царинеше на кило. И тврда конфекција, и брендирана роба, и чорапи, и се царинеше на кило и тука се создаваат огромни разлики и затоа ние го имаме онај систем на продажба без фискални сметки, односно вие гледате што ни се случуваат на уличната продажба. Да не викаме само булеварот
Александар Македонски, односно попозната како пластичарска, него секаде во сите градови ние имаме една состојба на неиздавање на фискални сметки, затоа што таа роба е влезена во Република Македонија на црно, а ако знаеме дека Република Македонија е 80%. Не, дозволете, Што правил битно. ова ќе го вратиме подоцна. Не, пазите сега. Ова е многу битно. Република Македонија 80% од вкупната роба за широка потрошувачка и од увоз. Јас во многу емисии кажувам дека јас ќе го наплатам царината и ДДВ-то, нема да излези возилото од царински терминал додека не се платат фул по царински тарифник. Јас затоа имам напишано лично до најодговорните лица дека треба измени на царинскиот тарифник и на законот за царинење. Но тоа е друго прашање. Го тргаме Што на страна. правил Крмзов? Полна ние што го слушнавме, дај протолкувајте им го на нашите сега, вака, слушатели. значи пазете, таму станува збор за издавање за поврат на ДДВ и издавање на фактури, фиктивни фактури на фантом фирми. Значи, кога викаме фантом фирми, тоа се фирми, лица поединци кои што издаваат фактури. Тие фирми обично се регистрираат на лажно име, малтене и од гробишта, од податоци, и тука е најголемиот. Тука има луѓе од Косово кои никогаш не влегле во Македонија. Не ни знаат, значи со фалсификувани документи, зборувам фалс лични карти, фалс така натака идентитетски, за да се создадат тие фирми, полициски ќе викаме перачи. Значи тие издаваат фактури со цел да правното лице се стекне со право на поврат на ДДВ. И тука затајуваат управата за приходи затоа што во законот за ДДВ јасно и гласно стои дека доколку пријавите поврат на ДДВ поголем, зависно како даночен обврзник сте, дали месечен, дали тромесечен, дали 6-месечен или годишен, не е битно. Значи ако пријавите за поврат на ДДВ повише од 1000 евра, управата за јавни приходи е должна да изврши контрола во фирмата и да сочини записник за да се види основот по кој што основ сте стекнале право на ДДВ. Во конкретниот случај тоа не е вршено и затоа се создадени такви големи работи кои што овозможуваат да се создаде една таква состојба. И сега вие имате роба која што влегла на црно преку тие фирми, ја фиктивно ја фактурирам кај мене, создавам, плаќам само разлика на ДДВ-то. Што тоа значи? На влезната цена и излезната цена. Само таа разлика, дали 1 динар или 2 динари не е битно, но на маржата. Но основното ДДВ, 18% или 5% зависно кој производ, како е не се плаќат, затоа што се појавуваат како увозник фирма фантом. Зошто? Затоа што па на граница возилото влегло и било евидентирано како празно. Ме разбирате, на црно влегло, на што викаме на црно како празно. И сега таа роба, која што влегла на црно, најте Боро Малборо и тајфата, и затоа тие фирми после кога ја ослободуваат таа роба, кога ја фактурираат на други за да извршат поврат на ДДВ, тој ланец е огромен на фирми и затоа ќе се дојди до сите тие фирми. Да, но чекајте, како имаше и случај по тоа што слушнав дека издавале фиктивни фактури за неизвршени услуги, за неизвршени. Точно тоа. Тоа во делот на градежништвото, ќе дојдеме до тоа. Например, во делот на градежништвото, каде што градежните норми треба да се утврдат врз основа на вештачење. Например, според проект, треба да бидат вградени, да кажеме, 1000 кубни метра бетон. А се вградени 980. Што правиме со останатите, со разликата? Мислеќате, значи секаде во тие работи, особено во делот па на изградбата на инфраструктура на патишта тампонот, оне што се стават. Тој обично го копаат на црно од овие диви рудници на кои што никаде не се плаќат ДДВ и никаде не е евидентиран. Ме разбирате, а го книжат према инвеститорот, односно према државата, го книжат 1800 денари по кубен метар, мислам ако не е и повише, сега не ме држете за цените, ви кажувам, значи они прв пат ја создаваат даночната обврска, они не платиле данок, немаат влезно ДДВ, имаат само излезно. И се поставуваат прашањето зашто некој не направил контрола, нели? Ова пак покажува Ѓурчевски дека без разлика дали очигледно се работи за моќно лице овој господин Крмзов, што со години и години работи, има фирми што не знае им се број како што е вело. А ние лицето не знаеме како му изгледа. Па никој не знае, не знам. Пазете, тоа се лица кои што се на локално ниво, најмоćните, и затоа во Струмица викаат дека сите се обидуваат да го копираат Вице Заев, затоа што Вице Заев е на врвот на пирамидата. Исто како што на времето, например, сите зборуваат дека Мијалков е на врвот на пирамидата. Може ли ова
Крмзов да го прави без цврста политичка. Нема шанс. Тоа Нема беше шанс. прашањето логично. Логичното прашање е ова. Значи, пазете, без соодветна подршка од Управата за јавни приходи, од Царинската управа, од Централниот регистар, од сите државни институции, од владата, Од Управата за јавни приходи, од Министерството за внатрешни работи, да не се лажиме. Они гледаат таму, полицајците на терен гледаат што се случува и како се вртат парите и како преку ноќ некој од просечен бизнисмен стануваат мултимилионер. Ме разбирате? Сака да кажеш дека целиот државен систем практично му помага на човек да заработи еден куп пари на нелегален начин. Да, ама зашто? Затоа што тој дели, затоа што тој работи за ними. Да не се лажиме, затоа што само по поврат на ДДВ тоа треба. Кои се тие ними вака, извинете? Не, па функционерите во државата без владата. Зошто јас ја дефинирам корупцијата и во мојот магистерски труд јас за корупцијата што кажувам? Дека е метод за делување на организираните криминални групи за регрутација на извршители од извршната, судската и законодавната власт. Што тоа значи? Значи, таа организирана групација има за цел да го корумпират градоначалникот во Струмица, за да тој им направи проект да некаде градат згради. Не мора да е во Струмица, еве во Брод Македонски. Не, еве во Брод Македонски. Ме разбирате? Со тоа што ќе го корумпираат, они го регрутираат веќе. Има згради у Македонски Брод? Има, како нема. Па да појдеш. Значи, дали ја сваќате појантата? Не, се разбира, меѓутоа тоа е таа регрутација е сега дозволете. Толку широк систем што е просто неверојатно. Дозволете. Ај вака да ја поставиме работата на овој основ. Владата располага со буџет од 5 милиарди и 300, односно сега со ребалансот 5 милиарди и 700. Да. Од тој буџет, некаде околу 30 до 40% е за инвестиции. А вие 7 години да располагате со просечен буџет од 4 милиарди, пошто нели од 30 имаше градација. Имаше градација од 4 милиарди, тоа се 28-30 милиарди евра. 30% од 30 милиарди евра се 10 милиарди. А вие да не фрлите една лопата асфалт, е основна сомнение дека тие пари по некој основ се испумпани. Еве го сега најавата, она што се случува со ревизиите во фондот за здравство, она што се односно внатрешните контроли внатре се уште работат, уште не се почнати предистрагите, да не преадуцирам некои работи. Она што се случува сега со одземањето, со раскинувањето на договорот со Лотарија на Македонија, она што се случува во Министерството за здравство, она што се случува во сите министерства, вие каде да се фатите? Значи каде да пипните? Во овие 7 години се е корумпирано, се е криминализирано со тие пари. Зошто? Дали во овој случај Крмзов на врвот од пирамидата можеме да очекуваме еден ден, еден убав летен, пролетен, зимски ден, так. Зимски би требало лисици да бидат ставени на фамилијата Заеви. Уште пред година и нешто дена беше најавено дека Трајче Заев се пресели во Австрија. Еден од братучеди. Да. Значи уште пред година дена јас тоа го коментирав и тогаш кажав не, по основна сомнение дека огромен капитал е испумпан од Република Македонија преку бугарските фирми, во кои што исто така имаат свој удел и Крмзови и Заеви и многу други. Значи, односно се водат на туѓи имена, претежно на лажни, тоа се фиктивните фирми преку кои што се испумпуваат тие пари и кои што завршуваат надвор. И основани сомненија постојат дека најголемиот дел од фамилијата Заеви веќе е спремен со тие бугарски пасоши или со други пасоши веќе да се селит надвор од Република Македонија, затоа што успеале најголемиот дел од капиталот да го испумпат, тоа се основани сомненија. Значи, истрагите треба да покажат, жртвувајќи одреден дел од имотот кој што И не им значи толку многу. Па ако ме имате разбирате? милиарди, некој милион може да подарите така. Да кажеме некој фабриче тамо за правење на ајвари на ова, но на некој 20 на милиони. Добро, но Друже, тоа... вие да имате милиони да крадете струја, па и тоа е нелогично, а се случи во Меѓутоа, тоа е планот, можеби тоа е планот лучески, меѓутоа државата и граѓаните нема да бидат задоволни туку така од. Ама сега дозволете, значи што ми е целта кога викаме, кога ја почнуваме истрагата? Зошто јас реков одма треба на врво да се стави јавното обвинителство. Јавното обвинителство веднаш треба да го извести судијата на претходна постапка дека располагат со основани сомненија дека се отуѓуваат имотот на осомничени лица во кривични дела, перења пари, даночни затајувања, фалсификување на исправи, трговија со дрога, трговија и така на, затоа што да не заборавиме Валандово случаите и дрогата која што ни одеше марихуаната, што ни одеше за Косово и така натака. И судијата на претходна постапка веднаш
да определи заштитна мерка забрана за отуѓување на имотот и забрана за оптоварување, што значи не може да го заложуваат, не може да подигат кредити и така натака, значи да го обезбеди. Изнесовте пред малку, извинете што ве враќам. Шокантни факти дека дел од фамилијата од Заеви Трајче отиде пред година дена. избегале од државата. Па да, Трајче отиде пред година дена. Сега дури се спекулира со Вице и дека со и Зоран? Вице нешто. Да, и Вице во Бугарија целиот имот веќе најголемиот дел од имотот. Јас да ви кажам, мама само че го жртвуваат. Фабриката. Ајварите. А таа најбоља е, Да, ама едино нешто ама не, добро од пазете, фамилијата Заеви. јас овде вака. Единствено нешто добро од нив. Зама не добар е, реално сега ти кажа. Ама чекај. Чекај, јас Да. овде зборувам да расчистиме за основани сомненија и за прибрани оперативни податоци кои што се дојдени до истражителите. Јасно. Вклучително и до мене, нели, штом јас зборувам за основани сомненија, видете сигурни дека Да, не колегите... постои такво нешто како пензиониран жандар, Да. така што Да. ние сме на чисто овде, ние сме на чисто овде со кого си имаме Да, работа. затоа што никој пат не ме негирале, не на што сум рекол. Гирчевски, сега, што се случува? Она што теоретски сега, да ве преведам малку на понароден јазик, од тој полициски јазик, со политичка поддршка, преку ова лице, се испомпувале пари од државниот буџет. Како поврат, како... Све, по сите основи. По сите основи. Прашањето е, дали оваа мрежа, затоа што ти да направиш таков поврат на ДДВ, освен тие што треба нелегални од Косово фантомите, ти треба да имаш и овде соработници кои се од други фирми, кои исто така се политички подобни и така натаму. Дали може да очекуваме дека овде ќе се открие цела една мрежа во која што може и други лица да паднат? Ама вака, Значи, јас не само го политичари потврдив. и крмзов. Ама само го потврдив тоа. Ајде сега да се вратиме на увозот на јаглен за потребите на и ископот на јаглен за потребите на рек Битола. Викаме, тамо цело време работат камиони на Заеви. Значи, транспортна фирма, блиска до Заеви. Цело време работи заедно со директорот, односно со лице од Битола, фирма од Битола, која што е тесно поврзана со ними, а каде што дел пак од лицата се поврзани со Косово. Значи, таа мрежа е исто така интересна и во тој поврат на ДДВ. Каде што не ќе се дојди само до Заеви, може да се дојди и до другиот коалиционен партнер. Значи, сето ова се основани сомненија. Секогаш истата линија, Струмица, Косово. Вија... Да, Струмица, Косово, вија Зајас. Вија Зајас, да. Сакам да кажам, вија едно кичевско село. Не, вија Зајас, ама нема што, не можеме ние да зборуваме во завиени форма, во нараквици. Значи, тоа се основани сомненија, кои што основани сомненија, ако сакаме да градиме правна држава, јавниот обвинител за гонење на кривични дела од областа на организиран криминал, иако е од Зајас, тој е државен службеник кој што е најповикан за откривање на кривичните дела од областа на организираниот криминал. Ете му таму полиција, финансиска полиција, управа за јавни приходи, царинска управа, сите инспекцијски служби, да не ги бројам и така натака. Пазарни, трговски, не знам здравствени, не знам вакви, не знам такви, сите тие, те му ги на располагање, бурум, да го истражит. И званично да се произнесит. Ако има кривични дела, да поднесит обвинение, ако нема кривични дела, да донесит решение, јавно обвинителско решение, со кое што ќе кажите и ќе тврди дека нема криминал, ама утре ако внатрешната контрола, односно Советот на јавни обвинители, докажи дека има кривични дела, тој ќе оди во затвор на доживотен затвор. Да не се лажиме, затоа што тој нанесува директна штета на Република Македонија. Добро, Ѓурчевски, овие приказни се јавна тајна со години и години во државата. Ова не е нешто што не изненадува. Никој не е изненаден од информациите дека биле Заеви краделе. Меѓутоа сега сме прв пат после години се разбира затоа што моќта на тоа семејство беше страшна. Прв пат сме во ситуација да очекуваме дека може би ќе дојде до нив на вистина една Знаеш што е проблемот? Зоран Заев, ја пак ќе ве подсетам сите. И оваа држава, тоа не можам да им го простам ниту на граѓаните кои гласаа со 430.000 за него и покрај оваа информација. Ниту на институциите, сите оние суди, обвинители, сите таму што кои го ослободија.
ние Зоран Заев го имавме на снимка Така е. како бара мито за неговиот брат и тоа Пројде неказнето, не пројде неказнето, беше ослободен на суд како невин. Ајде сега да ги поставиме работите на здрави нозе. Јас единствено го поздравувам цврстиот став на премиерот, ама само на премиерот, во владата има некои други работи, кој што отворено и јавно кажа дека мултинационални компании се трудат да го корумпираат за да можат повторно да дивеат Како што го правеле како што тоа го претходно, крадеа да. 30 години на нас. Значи премиерот доблесно излезе и тоа го кажа. Денеска во Брисел премиерот исто така најавува дека ќе води жесток разговор по однос на докажување дека на Македонија и треба создавање на правна држава без при тоа да и се крши кичмата. Правна држава во дел на Ова е убаво. значи објаснато. да, значи во една таква ситуација јас сум потполно свесен дека ако премиерот заедно со останатите министри обстојат на оваа нивна определба, ние ќе имаме квалитетни истраги. Квалитетни истраги затоа што секој од ова што го спомна и Златева и јас што го спомнав, јавни обвинители, суди, истражители, директори на управи, не знам царина, не знам, значи сите ќе се чувствуваат нелагодно да се впуштат во криминалот затоа што ќе знаат дека и тие може да бидат лесно подвргнати на силна одговорност. Ме разбирате, и тука, затоа до сегашнава работа јас ја поздравувам, затоа што цврсто обстојуваат на она што го вети. Дека ќе се бори за создавање на македонска држава со сите правни елементи, односно право и правда и законитост и примена на закони подеднакво за сите. Тоа е едниот аспект. Сега, дозволи, ако ова сега, со ова предистражна, односно веќе истражна постапка за Крмзов, некој се дрзнит да ги штитит и да ги ја прекинит од постоечкиве владени структури, и ако тоа не биде спречено, тешко дека ќе се постигне некој резултат. Да не се лажиме. Народот, ова што и Златев го спомна и вие го спомнавте, Драган, значи народот не очекуваат бесење, линчови, Ама работа. Да, него очекуваат законити истраги и постапки во законски рок. ЗКП-то е кристално јасно. Истрагата трае 3 плюс 3 месеци, крај. Во рок од 6 месеци јавното обвинителство треба да се произнеси. Има обвинение или нема обвинение? Ја сваќате, ако ние тоа успееме да го направиме во овие 3-4, во овие првата година, она што Златев на старт го кажа дали е времето доволно, не е доволно, затоа што за едни законите истраги требаат барем 6 месеци, треба еден период во кој што сега прво се прибираат информации од делот на внатрешните контроли, еве во сите институции вие гледате внатрешните контроли работат, па тие информации треба да влезет и државниот ревизор, нели, за трошење на парите на буџетот, тој е најповикан да извршите и да констатират некои состојби, па потоа одат по поднесување на обвинение. Пред поднесување на обвинение треба да се направат и економски вештачења, значи точно да се утврдат со економски докази, да се утврдит кој фактори, што фактори, кои фирми, какви фирми, постоечки, непостоечки, има идентитет, нема идентитет. Работа. Да не се лажиме. Значи, зато таму работат тимови на истражители. Значи, јас сум работел тоа и знам како одат тие работи, затоа се создаваат тие тимови на истражители и добро е во тие тимови да имат еден човек од финансиска полиција, еден од управа за приходи, еден од Министерството за внатрешни работи и еден човек од царинската управа. Зошто царинската управа има постојан пристап до сите оние увозни царински декларации, кој влегол, што влегол, кој возило, какво возило, до сите оние евиденции кои што се од траен карактер. Како биле регистрирани возилата на влез, дали со роба, дали без роба, дали празни. Значи сето тоа е мако трпна работа, луѓе, да не се лажиме, има една постапка. И од тука викам дека треба да бидат ангажирани од јавниот обвинител вештаци од делот на градежништвото, кое што е најдобар, затоа што пазете кај градежништвото сум должен и ова да го спомнам граѓаните да знаат. Платите на градежниците 30% се исплаќаат како плата. Они се пријавени на минималец сите.
Вие не можете денеска мајстор да најдете испод 2.500 дневница. Ни по точка разно. Ни по точка разно. И сега разликата им се плаќаат во кеш, на која што не се плаќаат при донеси. Тука е тоа даночно затајување, не се плаќаат здравствено, пензиско, не знам, за образование, за сите тие ставки кои што одат во бруто платата. Ме разбирате? Така е, така е. И сега таму се создаваат огромни, вие ако знаете дека во нашето градежниство има преку 25-30 илјади градежни работници ангажирани перманентно во зборам, подополагачи, зидари, тесари, не знам, од сите дејности кои што се потребни во тој дел. И сега вие кои ќе видите колку тоа пари се исплаќаат во кеш, а тие пари можеби па потекнуваат од трговија со дрога. Зато викаме градежништвото е најдобра гранка за перење и легализација на пари од сторени кривични дела. Многу е едноставно. Многу едноставно, затоа што градежните работници кања се уште не се свесни што ќе биде она кога ќе станат пензионери на 65-6 години, кога не ќе можат физички да работат на објекти и кога ќе дојдат пензија некоја минимална, 2-13-15 илјади дена. Знаете што ме интересира? Ние имавме вакви истраги од страна на претходната влада, каде што на крај само Миле Јанакиевски го како се вика тоа го суде. Можно ли е да очекуваме дека оваа влада сега што ја имаме на некој начин ќе се пазари со овие луѓе, ќе бара политички услуги како Крсто Муковски, нели што беше ослободен или нешто слично? Вака, значи јас тоа не го очекувам, затоа што ако ни се случи такво нешто, веќе Македонија тогаш ќе можеме да кажеме дека оваа влада го изгасна светлото. Да не се лажиме. Нема да имаме држава, луѓе, да не се лажиме. Ова е последната шанса кога или ќе создадиме држава или не. Не случајно реков. Со таква реторика и влегла во изборите. Така, значи не случајно јас и преđe реков дека премногу верувам на премиерот, но не и на сите кои што се дел од владата, затоа што и таму има лоши кадровски решенија, но потом тоа нека си го мислит премиерот, тој им ги даде мандатите, не им ги дадов ја и немав право јас да ги давам, нели? Така. Него само тој имаше право да ги дават мандатите и тоа си е негова обврска и тој ќе си имат главоболки во спроведување на законите. Доколку се впуштите во пазарење, јас веќе еден од тие го предупредив дека дајте, немојте прекинете, сега малку ќе бидам вулгарен, немојте да видите исти како специјалното јавно обвинителство со тангата на една новинарка. Ме разбирате? А ништо од тоа не излезе. Затоа, она што е за бисера, дали купувала ова, она, звекнете и кривична пријава, имате елементи за тоа, звекнете и, известете и кажете, поднесена е кривична пријава заради злоупотреба на службената положба, па бурум господинот јавен обвинител, нека се произнеси. Истрагата е тања, тој нека се произнеси со обвинителен акт или со она што рековне јавно обвинителско решение, дали има или нема кривично дело кое што се гони по службена должност, но сибнете ги од дневен ред затоа што е провокација за народот, тоа што господин Златев го постави. Ај може да не ви се обраќам, ептем формално. Со Љупче, да. Господин Златев. Значи Љупче што го може другарот Златев може. Не, другарот Кинсон Јунг. Добро, Ѓурчевски, може ли да преформираме нешто друго? Од една страна, еве, велите и вие, владата, премиерот, јас верувам дека и владата во целост, меѓутоа еве премиерот покажува желба да се соочи со овој навистина горлив проблем. Со корупцијата, истрагите и така натаму. Една од јавните тајни, нешто што беше општо познато, е дека семејството кое што долго време беше на врвот на пирамидата и целата таа гарнитура околу нив не ја влечеше својата моќ само од фактот дека доби, како што вели Златев, толку и толку илјади гласови, туку многу пореално од поддршката што имаше од надвор, за да ги направи сите оние глупости со името и со идентитетот. Е сега, дали сметате дека тој меѓународен фактор има некакви обврски се уште кон нив да ги заштити или мислите дека се пуштени низ вода? Јас сум убеден дека се пуштени низ вода затоа што во разузнавањето и во меѓународната политика секогаш моćните држави си го гледаат само својот интерес. Најмалку им се битни слугите. Па тоа сме го виделе во повеќе примери низ светот. Да, во повеќе примери низ светот и така да јас верувам дека се сега тие пуштени низ вода, но таа меѓународна заедница, секако особено моćните држави како што се Франција, Германија, Соединетите американски држави, Велика Британија, ќе си го гледаат нивниот интерес на Балканот. И затоа им е
многу битно тесна соработка со постоечката влада и со постоечките структури и на ними им е од интерес да не настани нова криминализација ова што Љупчо го напомена и затоа јас не верувам и не очекувам да дојде до позарење, иако може би пак ќе повторам, има слаби карики во сите тие институции кои што се создадени и овие функционери кои што се именувани, но мислам дека она што барем јас го знам дека премиерот ќе има доволно храброст да се справити со некои такви слаби карики кај него внатре во Но тоа е клучно предпоставено. Да, клучната предпоставка, затоа што пазете и тие кои што се обиделе да дојдат до него да го корумпираат, пак се дојдени преку некоја од тие карики. Не разбирате, значи тие не се директно влезени во кабинетот. Се разбира, да. Значи тоа е начинот на делување на тие организирани криминални групи кои што пак ќе се навратам и ќе кажам на моја дефиниција дека они методот нивни на делување покрај сите они елементи насилство, корупција и така натака е и корумпирање, односно нели регрутирање на кадри од сите овие структури. И затоа јас сум тврдо убеден дека немаме ние како држава, односно оваа влада нема таков простор за таков маневр како што имаше простор за маневр претходната влада, затоа што претходната влада и заеви се занесоа во тоа дека еве ние завршуваме соломонска работа за големите сили и дека ние ќе бидеме неприкосновени. Никој ништо не ни може. Никој ништо не ни може. Ние еве им ја завршивме таа валка на работа. Па добро, до сега на висина никој ништо не можеше сега. Ама пазете, таа неказнивост беше и во периодот на Груевски. И во периодот на Бранко Црвенковски, и во периодот на Бучковски, и во целиот период, ако сакате, најтемниот период во Република Македонија е приватизацијата. 90 години, да. Да, приватизацијата, па вие видите, јас преđe во неформална работа ви спомнав, видите кој беше главен стечаен управник, денеска е професор во Бугарија, господинот Владислав Тамбурковски. Значи да не се лажиме, сето тоа на чиј товар падна, на товар на работниците, кој им ги даде фабриките на одредени мултинационални компании кои што има интерес. Па еве јас само монака, ќе го нафрлам како идеја. Охис и производството на гонг, прашаците за гонгот. Да, апсолутно, И овие средства за хигиена кои што сега се увезуваат, не знам, персили, мерсили, ова она. Гонгот за ними е злато. Овие се отрови, да не се лажиме. И сега, за да они си ја срушат конкуренцијата на пазарот, Охис мораше да пропадне. По сите основи. Вие таму губите 5000 работни места. Така да, зато реков, сега, пак ќе се вратам на оние форми на организиран криминал. Зошто реков без државните институции? Кој ни упадна во фондот за здравство? Нели имавме таму пат на системот. Кој ни упадна во фондот за пензиско? Каде што имаме основани сомненија дека 40.000 пензионери од Косово примаат пензија, а не се знаат основот по кој што ја стекнале пензијата. Односно нема образец М2, М4. Нема основ. Нема основ дали работеле или не работеле во Република Македонија. Неверојатни работи се случуваат во земја. Да, значи, ама се случува. Сега, сето тоа треба да се истражи. Знам дека има огромна работа, многу работа, дури ќе се повикам на една изјава на господинот Панче Тошковски, каде што вика дало, па ние немаме доволно стручен кадар. Тоа беше и следното прашање на толку многу криминал и корупција во сите сегменти од општеството. Вие треба да набавиме веројатно кадри од странство да помагаат за да Не. Ние имаме кадри, само некој треба да знае како да ги ангажира. Значи ние во еден претходен период. Ама каде да ставите рака, господин Ѓурчевски, вие ќе најдете некаков облик на криминал. Пазете, ние имаме прекрасни кадри, кои што по некој основ излегле, напуштиле или се пензионира. Луѓе разузнавачи или стојат на страна, па разузнавачи во FBI, знаете кога ќе излезат на пензија? Никога се разбира, да. Значи тие секогаш се во функција, зошто? Затоа што сме ние државни деца, како да ви кажам, ние сме земени деца. Разговорот на Злате. Да, ние сме деца на 15 години, земени, школувани од државата, патриотски обучени и пуштени, она ја што викам како јаничарчина. Од средното полициско. Да, све патриоти, од Слободан Богоевски, преку Зоран Берушевски. Ама дозволи сите све у Македонија, ад Жандара патриоти. Дозволи, Злате, многу убаво го спомна тоа. Најголемиот дел од тие разузнавачи се продадоа 91 година на разузнавачките служби затоа што на некого му беше битно по секоја цена да си го заокружи својот програм на создавање на мини државички за да може полесно да ги контролираат.
И многу лесно они си најдоа добра подлога каде што си регрутираа. Било да е тоа Слободан Богоевски, било да е тоа, ако сакате ќе ви кажам, вечитиот во политика Павле Трајанов, ако сакате Силјан Аврамовски и така натака, тоа се моćни луѓе сега. Зошто? Затоа што сите информации се слева кај ними, затоа што во 90-тите години оние беа врвот на полицијата. Да не се лажиме, кога се распаѓаше економскиот систем, кога се инсталираше организираниот криминал, ајде да се прашаме кој, од каде и како ни се инсталира организираниот криминал во системот на управување овде, кој ни е воведе неказнивоста, кој ни ги сруши сите закони, кој направи несоодветни трансформации на државните институции, несоодветни реформи. Па пазете, во Министерството за внатрешни работи 30 години се збори за реформи, а не, ние сме на нула. Ние само тониме и пропаѓаме во сите институции, да не се лажиме, па после викаме зошто ни бегаат овие, зошто ни бегаат тие, зошто ни бегаат овие. Па кому му требаше некој да го продаде електростопанство, па една Словенија не го продаде електростопанството. Овде чувствувам една доза на гнев кај вас. Ама не само доза на гнев, затоа што пазете, јас сум човек на кого што му биле одземани предмети. Одиме со Му се јавува само секунда. Ајде. Одиме со една пауза за реклами. Не. Па 40 минути не застанавте. Да, вистина, јас Треба сум нешто чувствувам дека да 5 минути живееме. изборуваме. Да. Добро. Да одиме со една пауза за реклами, се враќаме по паузата во вториот дел за да видиме цела оваа ситуација со Крмзови, што ќе биде, како ќе биде. Се враќаме назад, почитувани слушатели. Прилично интересен, а бога ми и гледан прв дел од емисијата. Интензивен, би рекол, разговор. Интензивен. Се ова со случајот Крмзов, поточно, почна со такви се шпекулациите во јавноста со поранешниот заменик директор на УЈП Гури, кој се предаде на македонските власти, беше во бегство во Косово, ако не се лажам. И теоријата е дека најверојатно сите овие криминали кои се поврзани со управата за јавни приходи, изворот, односно сведокот е токму Гури. Видете, постојат такви шпекулации дека можно е тој господин да биде заштитен сведок на обвинителството, се со цел нели да се дојдит до она што е главен интерес на Република Македонија, да равчети со криминалот во управата за јавни приходи, особено во делот на повратот на ДДВ-то, на фирмиве, на сите овие фантом фирми и на целокупните овие организирани мрежи кои што јас очекувам да надминат и 100 милиони евра, ако не и повеќе. На случајно, нели, ја направив она паралела со буџетите и со нефрлената лопата и она што беше најавено од внатрешната контрола во Министерството за транспорт и врски, дека се потрошени огромни пари во овие години, ако сакате 280 милиони додатно се потрошени за автопатот во Охрита, таму знаеме дека немаше никакви работни активности, знаеме Како не, па таму се патува. Нели? Каде? За Па Охрид. патот Кичево Охрида, нели се патува, таму летаме. Лета, да, значи ја гледате таа Ти се состојба. сеќаваш пред Вие- избори, да, и кога излегува дека направиле 1000 километра автопатишта. така. И ти ги гледаш. 1000 километра, а пазете, најголемата оддалеченост на град од Македонија е Дебар Делчево со 280 километра. Они направили непотребни автопати. Вишак, нека има. Вишак. Нека има, Се нека најде. да, нека Као се- најродовни. Може ли овдека да прашам нешто Да. друго? УЈП во целава приказна се врти околу фамозното УЈП. Господјата Сања Лукаревска апсолутно не шпекулира, меѓутоа во неколку медиуми се најде информација дека истрагата би можела да дојде и до неа, како прв човек на УЈП. И интересно, јас не сум забележал Златев, до сега од незе некоја реакција нема. Сега сам обично реагира и на А таа е на најбанални се работи. уште ектинг подпредседател вака, на... дозволете. Они СДСМ. сега чекаат Но СДСМ обично реагира буквално на најбанални случаи. Кратка анализа. Се возбудуваат. Да повелете слободно. кратка меѓутоа, овдека анализа. нема ништо. Вака, видете. Филипче молчи затоа што потроши 920 милиони евра од еврообврзницата за корона кризата. Сања Лукаревска во Не, момент не, се- е заменик председател на така, ама не опозицијата. се дозволете. Значи таму се носеа уредби со законска сила кои што собранието не ги потврди.
Ревизијски извештај за трошењето на буџетите во време на прогласената кризна состојба кога се носеа уредбите со законска сила, Да. значи немаме. Не се знае каде се трошени парите. Филипче Па така молчи. го направија тоа. Не, дозволете Филипче молчи. Прва работа. Они го направиле, ама тоа е спротивно на уставот. Значи мораше собранието да ги потврди тие и да се направи да се види каде се трошени парите, а ние молевне за вакцини. Тоа е првата работа. Втората работа. Сите основани сомненија точно е завршуваат во управата за јавни приходи затоа што некаде околу 40% од буџетот на Република Македонија го создават управата за јавни приходи по однос на даноците. Ме разбирате? А 40% на буџет од 5 милиарди евра, пресметајте колку Така е, преку 2 милиарди. Преку 2 и нешто милиарди евра, и вие кои ќе ги видите сите тие овластувања кои што ги имат управата за јавни приходи до пристапот до банкарските сметки, кои што се во основа тајни. Они согласно законот за управа на јавни приходи имаат пристап до банкарските сметки на секој граѓанин. И точно имаат увид на сите правни и физички лица и точно имаат увид на движење на парите. А вие кога сакате да докажувате финансиски криминал, вие мора да одите по движењето на парите. Се разбира, јасно тоа така. Како се плаќа, што се плаќат, на кого се плаќат, која е таа фирма, кој ги подигнува на крај парите, кој е главен подписник. Значи, налогот, вирманот, кога се носи Основно до банка... правило, ако не знаете нешто, следете го патот на парите, да. Патот на парите, тоа е основно правило во делот на организираниот криминал и затоа она молчи. Односно, пак ќе се вратам на прашањето на Љупчо. Дали ќе се обидат да се пазарат со владата? Сега они молчат за да се пазарат. Вие мислите дека Оливер лесно спие заради тие 215 пасуши за сите тие јавни набавки во Министерството за внатрешни работи, каде што полицајците молеа за пар чевли или... Па ја го видов пред некој ден, наспан ми делува. Значи сега, да бидам вака искрен, значи, не ми делуваше источен од инсомнија. Ја знам таа фаца, да. Не, фино изгледаше човеков, морам да бидам искрен. Како се викаше овој францускиот комичен весник? Шарли Ебдо. Шарли Ебдо. Да. Ти си само за тамо, брат. Наспам вика, беше, не пати од инсомнија. Ти си само за тамо, брат. Добро, но Ја сомневам дозволете. дека во тоа друштво е баш весело се. Ама Без сега, разлика не, пазете, они се сите во една состојба каде што сега за ними работат еден куп мешетари и они сега гледаат према по сите канали Да дојдат до првиот. Се со цел Да се како договорат, да се договорат како што било претходно. Например, имаше договор помеѓу, значи пак зборам од основани сомненија, договор помеѓу Бранко и Љупчо за негонење. Да. Значи Љупчо да не го гони Бранко. Па тогаш почна се всушност. Тогаш почна се. Љупчо да не го Па гони. добро, сега може да имаш и помеѓу Заев и Груевски. Не е да спорно, бидеме искрени. ама не е спорно. Она бегство на Груевски од Македонија на... Така. Тоа се уште не е расчистено. Ама Златев, јас тоа не го порекнувам. Па Гепек Зато реков било, па основани. вака Не, било, зато па реков Гобар основани сомненија. застануваа Па луѓе. понатака, пазар помеѓу Бучковски, помеѓу Хари, да не го гонат Љупчо. Љупчо денеска ви е главен инвеститор во делот на градежништвото. Е, главен, значи да Али се во делот разделиме, не е но. баш главен, ама добро, сега јас викам. Пристојно богат бизнисмен. Пристојно богат бизнисмен, еве, да речеме, пристојно богат бизнисмен. Пазете. Многу интересно по образование господинот Георгиевски е книжевник. Да. Ова Ама сега стана главен градежен замислете го инженер. Оноре де Балзак. Да градел згради. Пак ќе рече. Да. Е, Драган, Жак Превер. Ајде да ве прашам нешто двајцата, пошто сте Франц може би Кафка, поинформирани за нешто медиа. таму Абе Париз. што е со Остен? Да. Комичниот вестник Ања во Македонија мислам Остен. дека- Не. Овде некаде беа седиштето кај железничка, кај стара Само железничка. прават изложби на карикатури. На карикатури, така. Ама како стрип, како стрип, не да, постои. не се издава, а компанијата, нели, брендот Остен во моментов само изложби прават и се многу квалитетни извини, а двајца кои го раководат се познатиот македонски уметник Мице Јанкуловски и керката, ако не се лажам, или внуката на Блаже Конески. Еве ти Златев Корнелија, препорака за мислам. политичка, Ако за не се политички, лажам, сега. еве ти препорака за политички хумор. И дајте да го вратиме Да. Остен. Барем народот Да. да се смее, ако ништо веќе да Ма се не е смее. работава за смеење, Да. ѓурчевски Знам, работата е не, што ја знам. ние толку сме загливиле во организиран криминал,
На вистина она фраза дека мафијата има држава кај нас станала Ама реалност. пазете, јас ќе ви кажам од искуство. Како се решават борбата со организираниот криминал. Тоа беше и всушност прашањето кое што го Значи, дискутиравме малку на Замисли ползата. го Иво Андрич во инвестициски походи на дедиња. Златев, Криминалот на дедиње на Иво Мостот за Дрина и околу него Ма знае. имало бе, од тоа време е се Златев, останало. ај малку да бидеме сега Ајде, сериозни, сериозно. сериозни, затоа што ова е сериозна, сериозна Се работа, разбира, Вока сериозна сака да работа. му даде доза На хумор. на хумор што е шармантно. Да. Меѓутоа, да бидеме реални. Прашање на сите прашање е веројатно. Како да се изборите со организираниот криминал? Злата спомна во паузата, на секој може да му дадат одредена сакат, сума колку на сакат, пари која што колку може да сакат. дигне и неверојатни пропорции. Колку сакат. Како еден човек Дозволете. индивидуално зборуваме. И група на луѓе кои што се задолжени за борба со организиран криминал да преминат преку такви понуди непристајни. Дозволете. Јас ќе се вратам на мојот омилен Имав, ќе го творец. цитирам мојот професор од правниот факултет Јустинијан Први, господинот Љубомир Данилов Фрчковски, кој веќе не е професор на правниот факултет. вистински не е, човек, Отскоро изгледа, добре. не е ни дипломат, мислам. Па да, вратете, не? Тој еднаш ни рече, ни предаваше современи политички Системи. не системи, современи политички теории и нешто разговаравме за идеологија и тој знаеше да каже, ама видете дечки, идеологија е идеологија, ама 200.000 евра се 200.000 евра. Злате. Значи, сега да Ајде да вака тргнеме, ајде да ја тргнеме. Симплифицира. Да Ајде, симплифицираме, Ајде да ја тргнеме, да ја тргнеме настрана. Јас ќе ви препорачам Кога една сме кај литература. идеологијата и Чекај, добриот живот, чекај. само ова да кажам, последна Злате, те молам. информација, Димитар Апасиев во својот анкетен лист пријавил дека си купил джипче убаво, Ама Peugeot ало, 3008, да му го честитам. најмалку е битен Димитар Апасиев. Димитар Апасиев нека си лута таму со неговите идеи, тоа си е негова работа. Тргни се настрана. Сега зборуваме сериозно за организираниот криминал. Па добро, сега Еве, јас джип ќе да ви купиш препорачам, ти, јас ќе ви а препорачам претходно една Алфа скапана. светски најпризната литература, Добро. која што е историја на организираниот криминал. Книгичката се викат Мафија од Џо Дарден Смит. Добро. Значи, за целокупниот развој на организираниот криминал во Соединетите Американски држави во периодот од 1919 кога големиот Том е градоначалник на Чикаго и кога одат оние улични пресметки на организираниот криминал. Методите за делување на организираниот криминал и тогаш и сега се исти. Насилство, корупција, уцени, закани, ликвидации, свеќате. Тоа е системот, тоа е па нема што да се системот. измислува Тоа е друго. системот. Тука ништо не се иде. Едвин Сатерленд во своите научни трудови посебно значи пишуваат исто. Сега ќе се вратам до на како се решават организираниот криминал. Се употребуваат врзними, се употребуваат истите методи што ги применуваат организираните криминални банди. Значи наслед. Дозволи. Што прават Соединетите Американски држави во периодот на прохибицијата? Кога државата е загрозена од даночни затојувања, од глупости, го измислуваат Елиот Нес, му даваат скратени сачмарки, го праќаат на улици, му викаат со ними само така. Немаш поинако. Значи, Добро, ама тоа се други времења. не се други времења. Извинете, што прави руската мафија? Путин што им понуди? Вратете ги парите во спротивно И ќе ги вложите ликвидирам. ги во Русија, да. Путин е Не. Ама најобичен методот- експонент на руската олигархија, да се разбере. Ама не, методот кој што го За примени. методите зборуваме, За методите зборуваме, како се води борбата против ними. Што треба Република Македонија според мене да направи со тие организирани криминални групи? Значи, ги седнуваш сите тие за кои што сега ние зборуваме, кои што имаат испумпано можеби преку 20 на милиарди евра во целиот овој период. И им викаш, вратете ги парите во Република Македонија, платете казнен данок 50%, 50% инвестирајте. Станете бизнисмени, станете собственици и потоа тие ќе бидат заинтересирани да си го заштитат својот интерес на пазарот и да воведат еден соодветен нормален ред. А со 10 милиарди евра, јас ви тврдам дека ќе имаме автопат од Дебар до Делчево, на што го спомнав. Добро, Ѓурчик, зашто ви го Ти мислиш направиле треба тоа? да ги легализираме нивни? Па, половично да. Значи, половично па да. Љупчо Георгиевски, гледаш, автоматски сам почна тоа да го прави. Ама чекај Значи, сега. гради зграда. Не. Значи, он стане инвеститор со тие пари од како премиер. Злате, проблемот е што државата не си го зема своето. Е, па зема се Своето. плаќа данок кој ќе Ама продаде не стан. плаќат, ама не Значи, плаќат, сега како? ама чекај, тој не плаќат како ги создаваат вишокот на пари во градежништвото, како се создаваат.
со фиктивни набавки Да, на... го објасни се тоа, Го Левчевски. објаснив, нели? Мислам дека кај него тоа не функционира. Ама не, пазете. се Ма Не чекајте малку, Ѓурчевски, не ова е случај. мала земја. Ако вие имате луѓе со таков капитал, вие спомнавте Така. 20 милиарди евра. За 30 години се изнесени толку од Република Македонија. Значи, меѓу тие луѓе има елементи кои што се преполни со пари. Така. А Македонија е мала земја, за нив е релативно лесно да набават пасоши на релевантни држави. Ама не им дозволува да ги вложат парите. Еве го Алкалуид, нели? Јавно се збори дека Алкалуид веќе господинот Живко Мукаетов е приближно тежи 1 милиарда, приближно. Добро. Да, значи тоа е јавно се збори. Каде може тој да ги инвестира тие пари? Што мислите Германија ќе му дозволи да инвестираат во Германија? Во Англија, во Франција? Па во Обе ручки Да, ќе му а кажат како ќе дојди мајката, Милиарда да сакаш негде да однесеш ќе се потепаат за Оди тебе. обиди се, Значи, не, оди сега обиди види, се. Грчевски. Во Казахстан не му дозволуваат, зошто? Затоа што му бараат потекло на парите. Не, Затоа, значи како сега не? да се разбереме, А, господинот не. Јас Мукетов мислам малку луѓе е работи. еден од веројатно Не знам. единствен македонски пример на човек кој легално и на пазар со една компанија која е позитивен пример за Македонија и гигант ги направил тие А сега пари што ги дозволи- направи. не. Е сега да се разбереме. Кај него има јасно потекло на имот, се гледа колкав обрат има годишен Ама сега алкалоид, дозволи. се гледа колкав... Ама се Злате, е тоа- далеку си ти од тие работи. Ајде да видиме на Да. кој основ беше проценета 90-тите години Алкалуид и по кој основ се беа откупени акциите. Фирмите На берза беа. дозволи фирмите кои што беа во 90-тите години во тој период на приватизација со менаџерски тимови од каде што не влезе еден денар не влезе. Беа подценети. Истото важи за Мак Петрол, истото важи за пивара, за сите. Ја колку Кој што знам, вработените во Алкалоид се ретките кои се исплатени ти си за многу, тие акции. ти си многу мал. Знаеш зошто многу мал? Затоа што во 90-тите години акцијата на Алкалоид или акцијата на Мак Петрол кошташе 50 на марки. А сега акцијата на Мак Петрол кошта 2.500 евра. Значи, фирмите си ја достигнуваат нивната економска вредност. Акциите нивни. Ама вие видете ја разликата како ги купија доковите на Солунското пристаниште, па за Фершпет има кривични пријави поднесено кои што вечето лежеа во фиоките на судовите. Истото важи. Значи ние имавме еден период на насилно превземање на акциите од работниците преку тие менаџерски тимови. Да ја видиме приватизацијата, па ќе видите па после како се дигаат акциите и Па како не, се купуваат. Како се прави? Мукетов не е собственик на Алкалоид. Не, како се прави? Не, он е доминантен, он е раководи со тие Да, со но дело не да е- Не, пазете. Он мал процент има, нема кој некој- мал процент? Кој мал процент? Па он има 2% во комерцијална банка. Добро, сега, мислам да не е. Без факти, без ама не, аргументи, тоа да. се проверени факти, па кои се акционери, главните акционери на комерцијална Само банка, види ги. секунда, те молам. Златев, постојано им упаѓаш на гостите, не само во оваа емисија, стварно си нахален и досаден. Јас сум собственик на лидер, веднаш ќе би те отстранил. Проблемот Бошевски е што јас сум собственик на лидер и ако не ти се допаѓа, слободно да не гледаш, ич не ни Златев, не знам како да ти. Златев, само малку. Ако не сакаш оваа нахалност да ја Злате, уживаш, тогаш Злате, ич да не гледаш. Злате, само малку. За твоја информација. Први пари од Сега приватизацијата. рекетираш бизнисмени преку моја фреквенција, сега не можам тоа. Сега се поднашам како Жандар Устаница. Ама чекај Они сега. така прават. Ама чекај сега, кочи малку. Прв пат пари од приватизација на фирми со општествен капитал во Република Македонија во буџетот, знаете од каде влегуваат? 4,5 милиони марки од Окта, од Фени и од Југохром, не повише од 5-6 милиони марки, и од Телеком, ама од Телеком не влегува пари во буџетот заради воената криза и знаеме каде се потрошија. Предходно, денар еден, менаџерските тимови, денар еден немаат уплатено во буџетот, дури и акциите на ПИОМ, ова сум го работел. Дури и акциите на ПИОМ гледа да ги Па што не си обезвреднат. ги затворил? Си го работил. Ало, поднесени се кривични пријави. Поднесени се. Јавното обвинителство и судовите и денеска има кривични пријави што ги чуваат во фиок и што чека апсолутна застареност. Зошто беа овие измени на кривичното дело? Добро, тоа се случи од пред 25-30 години. Кој е апсолутна застареност? Апсолутна застареност. Не, апсолутна застареност на криминал све. И сега ти тука не можеш ништо напред да онадиш. Да зборуваме ние сега И за зато, што ама може, сега се дозволи. работи Што не ги многу замараш? работа. Ама судиите тогаш, ама обвинителите, чекај, што дозволи, чуваат во фиока. ама вие немате организиран криминал без учество на извршната власт?
на судската власт и на законодавната. Вие сте били се полиция. носеа специјални Зошто не сте ги апсили Чекај, обвинителите? ама не. Поднесени се, не можеш да кажеш да го апсиш кога делото е уште живо. Пријавата му е уште жива, пријавата е кај него, во работа му е Да, уште е жива. тој вика дека работи. Да, работи тој на неа. Тој вика дека Дозволи. работи. Значи, пазете, тоа беа методи. Зошто ви викам без овие три, како што ја делиме власта, без ними ти не можеш да имаш организиран криминал. Ај се вратиме на сачмарките. Не, многу е битно ова. И сега, ти кога имаш една таква состојба, сега ќе се вратиме баш точно на тоа. Ти кога имаш една таква состојба, застарело све, основна, капиталот се пренесол во приватни раце, од општествен капитал станал приватен капитал, и сега се прашуваме, што е подобро за Република Македонија? Еве, јас како теза го ставам. Добро. Да плаќаме големи субвенции на странски фирми, поголеми него платите они што ги исплаќаат на нашите работници, Добро? или да им дозволиме овие пари кои што се изнесени од Република Македонија да ги оданочиме половично, да ги поделиме со мафијата едноставно, како држава. И да им дозволиме да ги внесат во системот каде што немаш потреба да плаќаш субвенции за работниците. Од морален аспект е глупо, од практичен е исправно. Добро, не. Ова Затоа е реков, позната полициска тактика. Например, е во ова е однос пак полициска тактика. полициска така држави во однос функционира. на дилерите со дрога. Злате. Они им дозволуваат на делодилерите да дилат, Злате, за да никој не им дозволува. кажуваат другите кои. Злате, Знаеш. никој не дозволуваат. Никој не дозволуваат. Немој да навредуваш еден најсуптилен и најобразован дел на полицијата, кој што од секој пат е столб на државата. Кој? Полицијата. НТШ? Не само НТШ. Во Скопје? Сите структури, вие мора да сватите дека за да извлечите податок, оперативен податок од криминална банда, кој што, со што се занимаваат, каде ги вложуваат парите и така натака. Знаете што значи тоа? Треба да ја ставите главата во торба и да се инсталирате во тие групи. И немој да плескаш глупости, немоеш да плескаш глупости затоа што ти сакате немаш да ми кажете затоа што ти дека- немаш представа што е полицијата. Ја ќе ти кажам, Немаш представа што како е може некој со плата од началник од 60 40, 50 денари, не знам колку има, да купи, да поседуе кафич, перална, пак, три стана, Драган, куќа и Драган, така натаму. ти си ми следен- Значи, полицијата во Македонија во изминатите години, еве сега ќе ти кажам најотворено, не го тврдам ово за тебе, не викам за тебе, затоа што си скромен човек, гледам дека си скромен човек. Но полицијата во Македонија во изминатите од јас која пратам, еве, од 2015, од 2011 Го сум оставам новинар само да- пранавам, да. е најголем деловен партнер на мафијата. Ајде сега дозволи. Ние, оние од Грчев, Ама че ни дозволиш ги да гледаме кажеме, секој ден, чекај, Злате. сликани со Злате, началници, со Злате. високи функционери и така натаму. Со Че ми началници се дозволиш ли? сликаве. Че ми дозволиш ли? Ќе ти Че ми дозволам. дозволиш. Кажете ми една емисија или еден мој медиумски настап, Добро. каде што јас не сум кажал дека рак рана на правната држава е корупцијата на сите нивоа, било да е тоа МВР, било да е тоа Апсолутно, образование. апсолутно. Значи една емисија. Бурум некој нека најдит каде што јас не сум рекол дека и во полицијата и во сите институции, царина, полиција, здравство и така натака, дека нема корупција. Имало корупција и че има корупција, но работата е дали оваа влада, која што јас очекувам дека има тврда волја, особено кај премиерот ја гледам таа тврда волја, дека сака да се бори против тој криминал во сите структури. И во здравство, и во образование, и во Добро, царина. вие понудивте една варијанта како треба да се Варијанта која што треба да Да ги се седне. легализира мафијашите сега. Не да ги легализирам бе. Ама тој сега ти се тие легализирани бе. Тој веќе ти е легализиран. Тој ти е присутен на пазарот. Тој ти е присутен на пазарот. Па го гледаш со фирми, го гледаш дозволи. со хотели, Кој со ти 300 чуда. погледни ги последниве 5 години. Последниве 5 години од владењето на СДС, што се случи? Па вие имате никнување на фирми кои што нудат брзи кредити како печурки по дожд. Што се тие фирми? Тие ги легализираат парите од криминалот. И како он ги стават за да пласира пари, он треба да ги стави на сметка. Ама ги стават за да пласират пари, ги стават, ама се прашувате ли кои се тие пари? Ама не како ги, ако се нелегални тие пари, како Ама ги нелегални стави се на затоа што се сметка? вртени преку градежништвото, а па градежништвото или не мора да е само градежништвото, другите Добро, Златев, систем е фиктивни ова, фирми, знам. другите фиктивни фирми па фактурираат од ними, добиваат како интелектуални услуги, тие интелектуални услуги се прескапи затоа што пазете,
во делот на адвокатите, ве само Ја тој- имам прескапи интелектуални услуги. сега дозволи. Не. Можам да ви кажам. Ама пази, фактурата на интелектуалните услуги е неограничена. Така е. Кој ќе ве те ограничил дали мене ќе ми земи за тоа Си го што сум цена се- мозокот, си го бе, цениш, шо, да. си го цениш Си го мозокот цена и ми мозок. Може фактурираш. и не ми го цениш, ја си го цена мозокот. Да, и ми фактурираш. Ама не, ти карикираш, ти дури зато, ти дури карикираш малку навлегуваш, знаеш, одиш Ја те не во тоа. провоцирам за да Не. бидеш поинтересен. Не за да бидеш Цело време тоа ти го правам, преска. не Да. за да бидеш поинтересен, него пази. Ти сега за интелектуална услуга си ми фактурирал 1.000.000 евра. И шо? Така. И Ти ти што си вика ми си ги- го цена и ти мозокот. си будала, плати ми ги ама се, не, значи, правам. има луѓе, ама пази, не е тука за будала. Јас треба да легализирам 1.000.000 евра од дрога. Добро. Да, интелектуална услуга најлесно проаѓа. Најлесно убаво ти проаѓа, објаснувам. Ама секаде. како ти ќе ги Ама легализираш, ќе ти ги ги немаш тие легализирам. пари на сметка? Ама не ми треба затоа што тие во кеш ги примаат. Па кој адвокат земат по жиро сметка? Па види ги по завршните пресметки се сите У загуба. не у загуба, социјални случаи. Никој не пријавил Да, огромен. Ја еве, например, во оваа фирма нема 1 цент не преку Ама сметка. Златев не правиме муабет за фирма која што врти 100.000 евра. Не правиме. Повеќе се сега. Добро да не е битно. Али, не ама- правиме муабет. Правиме муабет за фирми кои што вртат илјадници милиони. Значи за такви фирми правиме муабет. Кои што има пристап до кредити. Како тргна да ја горат експорт-импорт банка со кредитите во Струмица, еве ними не ги спомнав некои крмзови. Значи под притисок и под За уцена- Евростандард мисли. Да, за Евростандард на Трифун Ја Костовски. погреши, да. Да, добро, извинете. Трифун сега повторно излегува на... Излегуваат и пазете. Значи под уцена, под закана за други работи каде што мафијата го уценует, му викат ало ќе му дадиш на Ѓурчевски ќе му дадиш 10 милиони евра кредит кој што нема да ти го даде. Ти го книжиш како лош пласман на банката. И тие Да. кредити никој пат не се вратени. Значи, Како тоа- излегува дека Та. мафијата е пред полицијата. пред видите, па, Добре, чекај, полицијата не и ли прави на обвинителството тоа од кого контрола учат? Народна Од банка, кого? како Па му што ако стигна? прави контрола? Он не- го книжит како пласман, лош пласман. Он не го криет, он го книжит. Он кажет на која фирма го дал кредитот. Да, Ама постојат регулативи за кредит да земеш. Сега Ама- не може на лепе очи. Ама банка тој да на ти лепе даде. очи, изгледа на лепе дека дава очи, на ама лепе дозволи. очи, Ај сега пак ќе те вратам, Да. уште поназад ќе те вратам. Како отидоа кредитите на Тупурко, зашто не беа обезбедени со хипотеки? Милиардата од Тајван? Си ги поделија внатре во партијата? Да, се сеќавам. Значи се сеќавате, значи зато Златев кога правиш анализа ти мора да имаш податоци од голем период на назад. И тие пари кои што Тупурко ги подели на своите блиски луѓе во партијата во демократска алтернатива, тогаш тие пари потоа легално влегоа во бизнисот во И на крај Република Македонија Македонија. ги врати. На крај се знае дека па на крај се знае дека Македонија ќе ги врати. Па оние гаранции за одредена сума на пари која што ја гарантираат Народна банка за влоговите во банка кога би банкротирала некоја банка. Пак Грче не бива нас на криминал, кажи као легално да направиме пари. Не, како легално, Значи- легалното направење пари е ова кое што вие го работите. Например, вие сте новинари, интелектуалци, Не нудите- бива, не се живее од ова. Ама, Значи, не бива. знаеш зашто? Не. Ја ти кажам. Златев денеска експлодираше тотално. Не, Сега сам ти трагам. кажувам. Не, знаеш, некако добивате емисијата, како да ти Да, кажам, поинаква конотација. поинаква Може ли- конотација. може ли- Дајте, ова е премногу сериозна работа. Предпоставувам дека Не, доаѓаме види, до Драган. крајот на емисијата, не Сега- знам, Златев. премногу- Предпоставувам дека доаѓаме до крајот на емисијата, не знам. Имаме време. Сега сериозна, пази, сериозна е темата, затоа што викаме Решенијата, Ѓурчевски, мене ме интересира. Вие велите. Така, една од што ја опциите е кажете, таа, да. Друго велите треба да се најдат луѓе кои што имаат Така. три чисти. Кредибилитет, знаење и патриотско чувство за државата за да бидат неподмитливи. Така. Неподмитливи. Значи вие имате такви експерти. Еве го на пример во делот на електроника Тунев, професорот. Професорот, да. Професорот бил гостен, Тунев. да. Прекрасен човек. Така, јас не се разбирам од електроника од хидроградби. Има прекрасни градежни инженери. Абе луѓе, вратете се, што значеше нашето градежништво? Гранит, бетон, Маврово и Линден и така натака. Там имаше инженеришта кои што градеа Ирак, Иран, Либија, Мибија. пола свет, да. По пола свет. Па тие градежни инженери се прашал ли некој каде ни се, па сега ние ќе се мислиме зашто не ни функционирал. Бил направен лош проект, па што не го сменија проектот? 7 години имаше СДС да го смени проектот, да го исправи проектот на автопатот за Охрид. Тоа било неисправливо, велеше Тоа министерот, да. така тоа било- неисправливо, па ќе направивме нова траса.
Ќе направиме нова траса, еве, ако беа тие толку. Значи, пазете, целта нивна беше уништување на Македонија и они мислеа дека кај моćните држави во светот, кои што се представуваат како наши пријатели, дека со тоа ќе се откупат и можат овде да збеснуваат затоа што имаат гарантирана неказнивост. И третата работа, која што сакам да ја спомнам, е како да ја надминиме неказнивоста. Добар беше потегот за целосна реформа во судството и во обвинителството на извршните, односно на контролните механизми. Советите. Советот на судскиот совет и советот на јавни обвинители. Дамо дури јас, кога размислувам, викам, 10 пати е подобро во советот во судскиот совет и во јавно обвинителскиот совет да донесам луѓе од адвокатска комора, од невладиниот сектор, правници со положен правосуден испит. Добро, тоа се подразбира, да. Да, Мене тоа со надвореш. пола ми е поинтересно. Прво, ја сега размислувам од Со прес. пола. И ја мислам дека Заеви би Абе Путин не прифатиле е одма за да не идат во Абе затвор. Путин не е попаметен од Ама нас. еве, Заеви кој трајно ни ја уништија иднината на државата, ни го сменија и името, идентитетот на преговори, ни го стаја су тепа од све и Ама, свашта чекајте прајање се. милион корупцијски скандали, они одма би прифатиле еден пола шарцу даjem, одма пола би дале Ама на чекај државата, сега. другата Пола по- Ама пола чекајте, пием, да. ајде Златев, ајде вака. Ние овде зборувавме за економскиот криминал како да се реши со тие украдени пари изнесени од Република Македонија. Со сторените кривични дела од главата 28, кривични дела против уставното редување на државата. Од типот на велепредавство, од типот на подпишување на Ти капитулација. финансиските само им ги прашуваш. Да. Од типот на финансиска, од типот на доведување на Република Македонија во починета состојба. Јас кога одам во Хрватска, кај роднините, пошто имам черка нели мажено во Хрватска, сега е во Австралија, знаете, значи кога одам на пасошот мој, знаете како гледаат, како на фалсификат. Па те изолираат, ајде, може би ако некој се погодишно ме познаваат. Значи Оливер со тие 215 пасоши нас не доведе во починета состојба на граница да не гледаат, сите да не третираат како криминалци. Јас немам што на Оливер да му простам, да му ги простам парите од корупција за пасошите, не бе Оливер ќе скапит во затвор. Заради доведување на тоа се кривични дела за кои што е предвидена казна до доживотен затвор. До доживотен затвор, тоа се кривични дела од главата 28. Заев, нема што ќе се мислам ја Заев. Без Заев изврши велепредавство. Подпишу, ме сваќате? Да, ама тие такви... Сите пратеници кои што гласаа спротивно на законот со кривично дело, ние како сакаме да го вратиме уставното име. Но тоа ќе биде мислам дека најкомпликувано. Не е сакаме најкомплицирано. Не, Не најкомпликувано, знам не е доколку ние најкомпликувано. сакаме да Ако го нешто е вратиме. сторено со кривично дело, веднаш ќе го кога ќе се докаже нормално во постапка, со изведени затоа што ние имаме насилно уценувани пратеници, пуштени од Видовме затвор, се. видовме се, знаеме сите се. И Но од ќе каква- биде многу компликувано затоа што тоа ќе се повикуваат на политички пресметки. не, на знам што. Па и сега нима, ти- никој, сега Сања секако, Лукаревска секако соберие се- за да, ДДВ, да, она ќе каже ова Не, она нема да збори за финансите и како вршела поврат на ДДВ, што мислите Сања Лукаревска на бели очи ги давала парите, тек така вршела поврат на ДДВ? Пола, брат. Значи корупцијата како ни се Пола, брат. Имаше на времето на патарините пола, сега за жал тоа не функционира. Во Значи, во мој мандат беше Змиско око и бумеранг каквите на А пред тоа поевтино плаќавме, си делевме пола со луѓето и за граѓаните беше поубаво, сега да се разберем. Значи сега Овде ќе се чувствува криминален ум, морам да кажам. Значи, не е така Овде се сега. чувствува криминален ум. Доаѓавме, Злате. наместо да платам 180 денара за да дојдам до Скопје за патарине од Кавадарци, ја плаќав 90 денара. Ќе почнам да ти го проучувам ликот криминолошки. Криминолошки да, аспект. ова или- треба да не, се направи, значи секој лик се проучува од криминолошки аспект дали има криминогени идеи. Апсолутно. Ме разбира. Јас мислам со Златев не е јасно кога ги каже овие работи колку е сериозен, колку се зеза. Абе сериозно, да, значи пазете Дали луѓе. идеите му се Ние- само Ама не, Драган, како Драган. да кажам практика, бе. инспирација во Ама животот ти- ни- Драган. Цело Тема ва- кафе гратис искачаше. Не. Ради пола. А, ето Цело кафе. кафе. Чекај, сега дозволи. Знаеш ли што, извини, у Србија ме застанува полиција. Возам поголемо, значи.
И ме застанува полиција и тој ми вика, возиш вака, немаш трокут од позади у ГП. Немој за и трокут, нешто тоа ми е. масира. И ја му Знаете викам што ми е тоа. На джандарот? На джандарот му викам, абе дај викам, може ли некако да се договориме да Да почестам се нешто? пребиеме. И он вика, добро, час ти една пијачка. Вика, стај у пасошот. И ја му викам, сега идам. И викам, друже, колку кошта, викам, сега таа пијачка, сега знае, за да знам колку да знам. И он ми вика, па видите, 10 евра. од вишок вика, нема зијани. Добро. Сега Златев, ај сериозно. Ај, те Во мога. Бугарија се поевтини, морам Не, да не, те признам, морам. а во Бугарија кога му давав мито на тој на граница, возачката ми беше истечена, Златев. ме фаќа и му викам дај некако да се договориме и ми вика стај во пасошот исто 5, 10, 15 евра, не знам колку беа, и ја му ги подавам вака пасошот, а тука има знак на кој пишува това е Европски сајуз. Тук нема мито. И јас до тој знак му подавам него мито. Добро, знаеш. чекај сега. Златев, земи ги транспортните фирми, они на возачите кои што возат ни цела Европа, однапред им признаваат одредена сума за За тоа. мито, за тоа, за мито, и го тоа е јавна тајна, значи немојте да мислите Не, дека ама во ја кривичи Данска дела надвор од Македонија признав. Не. У Македонија што ги плаќам, не кажувам тоа, може да ме затворат. Златев, ајде да бидеме сериозни, затоа што оваа тема е стварно сериозна тема, затоа што сега Република Македонија се наоѓаат на раскршница. Немојте да мислите дека западниот свет не се изградувал на ваков систем Апсолутно, на криминал, корупција и така натака, може би пред 100-150 Тоа се години. процеси, Да, нема тоа се тука. процеси, да не се лажиме. И затоа секој пат се бараат форми како на граѓаните да им се подобри. Јас да ви кажам, ако со ова идеја што ја наметнавме сега денеска овде, јас почесто сум ја вртел оваа идеја. Знаете, граѓанинот што го интересираат, како да добиет просечна плата од 1500 евра. Јасно. Како подобро да живеат. Него не го интересира дали Ѓурчевски, дали Златев ќе бидат премиер. Не го интересираат. Него го интересираат како да си ги обезбеди децата, како да има пристоен живот, како да има доволно за храна, како да има доволно за да се прошета, за да излези и така натака. Ние сите викаме, ама видете Германија колку враќат на Косово и во Србија, позанимавајте се како новинари со ова Наш прашање. слушател- Да видите колку враќат Германија. Нас слушател коментира твојава теза, ја коментира, вели со моделот на Ѓурчевски Зоран Заев поради велепредавството ќе оди во затвор, но Трајчи и Вице ќе се спасат. Да. Дали може би Да. со нив во корелација овој предлог Да, извадиш? не, зато реков, многу е битно да се види општествената опасност и општествената корис. Вие кога нешто правите, кога нешто правите, вие мора да ставите на кантар, да измерите. Што е што? Путин кога им ги легализираше парите на мафијата, кој чи дела и тој, да не се лажиме се, да не викаме дека Путин не е дел, тој тежи милиарди, како ги направи, како разузнавач ги направи тие пари, да не се лажиме, но викаме, кога тоа го направи, тој го направи за да просечната плата кај ними во Русија од 200 евра сега достигне скоро 1000 евра. Ме сваќат? Јасно. Значи, се има свое и како викаме, медаљата има две страни. Секој пат се гледаат двете страни. Што е најдоброто? И некогаш ме Ѓурчевски- кај коментарите, само да кажам, последниот коментар вели, мислам дека Лукаревска ќе му опне кривични на Джандаров. Јас мислам дека Ѓурчевски не се плаши од кривични. Не, јас тоа го зборувам 100 години. Јавно. Да, таа ќе ми бапне кривична, ама јас ќе побарам во постапката, ќе побарам да ми дозволат јас да го извршам надзорот и контролата на повратот на ДДВ-то. Нема проблем, нека ми пишат кривична пријава. Мислам дека се спаси сега со ова Не, последно. не да се спаси, зашто да се спасам? Јас не се плашам од Ма не, никого. Сање на вистина прекрасна личност. Не, ама Не би ми ама- годело на суд да идам со неа. Ама не, ние не зборуваме. Многу добри реакции на емисијава, без разлика, мене постојано ми стигаат пораки дека луѓето многу се забавуваат со оваа емисија. Да. Вишески сериозниот дел, ако сме кај сериозниот дел, на вистина корисни информации во делот со шегобијноста, се разбира, тоа е Да. резултат на други некои моменти. Јас сум многу задоволен, не знам за вас. Зато го искара Златев. Ама знам, си кажа, јас сум јас сум газда. И пази, и сега Кого да приемиш? И сега он мене ми зборува демократија. Газдата ја опива сега да се- дозволи. Газда, знаете кој е Ким Сон Јун? И он им вика, да јас сум газда во Кореја. Да. Овде- Не ти одговара така. Не ти одговара. Споредбено со Северна Кореја, Да. радио лидер е утопија. Ама не. Сега ние
Ама тука ние, работиме ама два чекай сата. сега. па, Ама не, чекай, не, чекай, сега. Драган, кој го спомна радио лидер? Јас го спомнав Златев. Значи Златев како човек. газда. Како газда. Како газда. Сега, Ким Сон Јун е газда на Кореја. Ким Джонг-ун. Ким Джонг Ун, како Добро. тој е газда на Кореја. Јас не викам дека во Кореја нема демократија. Има лидер. Ама не, он у Кореја вика, ако не ти се свига, не иди у Не Кореја. иди така. Па шо сега? Па и ти, твојот однос е тако. Шо барате Јас сум- да идете Ама у чекај, Кореја? јас сум овде газда, јас овде кажувам, ако не ти се допаѓа, ти згаси, не ме слушај, така е. Значи. Демократско право. А, Да. како, Ленин како им рекол на новинарите? Демократско право. Вие имате, се жалеле нешто притисоци за слобода. Кој би рекол нема слобода? За медиуми вика во Советски сојуз. Вие имате право да пишете што сакате, ние имаме право да ве стреламе. Ама еден од Значи, сите права си, сите имаат Ама- право. еден од апостолите уште во вториот век, знаете што викат? Не од апостолите, него од тие големите овие светците. Знаете што викат? Ако светот не е за правда, јас сум против светот, Така е, добра мисла е тоа, да. крај. Значи ние сега овде Одлично зборуваме. Значи ние овде сега зборуваме за ова. На Македонија е потребна правда и закон. Ова на крај, ти благодарам Гирчевски, ја завршуваме емисијата со теолошка просветленост на комунистички џан. Ој ти е луд. Ој Не ти е знам луд. што да кажам. Драган. Ова е буквално. Драган, што да ој ти е луд. Поздрав Гирчевски. Ој, ти Ти е луд. благодарам за твоето гостување ово утро. Почитувани слушатели, Ви благодарам на поканата, морам да поздрав, кажам. Јордане, останете да. со 98,1, се гледаме повторно утре.